Руските сајбер напади представуваат голема закана за Соединетите држави, оценија шефовите на американските разузнавачки агенции во Сенатскиот комитет за оружените сили. На сослушувањето во комитетот, на чие чело е републиканецот Џон Маккејн, кој е голем критичар на рускиот председател Владимир Путин, беше нагласено дека Москва е закана за американските интереси поради, како што беше кажано, многу напредната офанзивна сајбер програма, како и софистицираните можности. Шефот на разузнавачките служби, Џејмс Клапер, кој координира 17 американски агенции, изјави дека највисоки представници на руската влада стоеле зад мешањето во американските председателски избори. Russia has clearly assumed an even more aggressive cyber posture by increasing cyber espionage operations, leaking data stolen from these operations, and targeting critical infrastructure systems. Клапер сепак одби руското хакирање да го оцени како воен акт. Таков став зазеде и портпаролот на Белата куќа Џош Ернст, кој рече дека председателот Барак Обама проблемот го сваќа многу сериозно. Американските медиуми јавуваат дека американските разузнавачки агенции ги идентификувале русите кои давале хакирани мејлови за Wikileaks во напорите да се влијае врз председателските избори во Соединетите држави. Весникот Вашингтон Пост и новинската агенција Reuters известуваат дека ЦИА имала идентификувано руски официјални личности кои го полнале Wikileaks со хакирани материјали од Демократската партија и нејзините лидери. Reuters прецизира дека овие наоди биле содржани во тајниот документ на американските разузнавачки агенции предаден на председателот Обама. Документот денеска ќе му биде предаден на избраниот председател Доналд Трамп. Овие наоди се важни бидејќи основачот на Wikileaks, Џулијан Асанж, демонтираше дека хакираните материјали биле од русите. Доналд Трамп се повикуваше токму на изјавите на Асанж при неговото негирање дека Русија била инволвирана во хакирањето на Демократската партија. Трамп и неговите советници веруваат дека демократите се обидуваат да ја делегитимизираат неговата изборна победа со тоа што ја обвинуваат Русија дека му помогнала.